Ни стотина фотографии изложени во музеј галерија Кавадарци денеска беше раскажана приказната за постоењето и работата на Кавадаречкиот театар. Денешната изложба е прва од ваков карактер која се отвора во музеј галеријата, а е направена по иницијатива на долгогодишните актери Васил Ангелов и Данчо Бањански. Фотографиите ја раскажаа историјата на Кавадаречкиот театар од 1956 година па се до 2009 година, а историјата ја надополни излагањето на директорот на музеј галеријата Петре Камчевски, за кој пак пред пензионирање денешната е последна изложба. Почетоците на театарската активност во Кавадарци се од 1919 година, кога директорот на гимназијата Ѓорѓе Константинов започнал да организира кратки пиеси едночинки, сепак за прва пиеса која била подготвена од учениците на нижата гимназија во Кавадарци била Зла жена од Јован Стерија Поповиќ, во 1925 година во главните улоги на Александар Линин, Ристо Поп Стефанов и Апостол Апостолов. Првата пак целовечерна представа која била изведена во Кавадарци била Колјо и Невенка, во која учествувале Стефана Попкоцева, Љубица Мицич, Таска Казанџиева и Славчо Темков. Представата имала голем успех и доживеала неколку изведби. Со изградбата на кафеаната Балкан во 1928 година биле создадени подобри услови за изведба на театарски представи и во тој период биле организирани представите Цар Чиро, Агата од Рибника, Кнез Иво од Самберија, Зла жена и други, сите во режија на Славчо Темков. Моште значена улога во популаризација на театарската уметност одиграле патувачките театри во тоа време на Диме Трајковски и Петре Павличко во период помеѓу двете светски војни. Првата пак театарска представа во Кавадарци била изведена во 1936 година, била представата Слугата Јерни неговото право, во главни улоги на Милан Даскалов и Димката Ангелов Габерот. Само имала неколку успешни представи, пошто била забранита од тогашните власти. Веднаш по ослободувањето на Кавадарци била формирана така наречена театрална група, која сочинувале Милан Даскалов, Лазар Грозданов, Илија Каровски, Лена Миткова, Илчо Бањански, Коце Каров, Александар Грков, Диме Толовски и други. Во тој период се подготвени пиесите Ѓорѓи Магаревски, Хитлер во агонија, Сонцето од исток. Овие представи били изведувани и во селата Шешково, Бохола, Крњево, Чемерско, Радња, Горно и Долно Бошево, Конопиште и така натаму. До 1925 година била забележлива активноста на Илчо Бањански како организатор на представите Пат околу светот, Ивкова слава и други. Во 1952 година бил изграден задружниот дом со голема киносала во која театарот добил своји простории. Во 1961 година во театарот е примен Васо Ангелов, веќе афирмиран аматер во театарот, а нешто подоцна Блажо Николовски, Данчо Бањански, Александар Видиков, Милица Димова како артисти. Во тој период се дадени представите Чорбаджи Теодос, Семеен круг, Народен пратеник, Печалбари, Бумеранг и други. Во 1974 година во аматерскиот театар во Кавадарци доаѓа Блаже Славев, дипломиран театарски режисер, со што театарот во Кавадарци веќе добија професионален однос кон работата и улогите на секој актер. Во наредниот период во театарот се вработуваат Мино Стојанов, ликовен уметник, сценограф, Александар Малинков, дипломиран актер, Андријана Сапунџиева, Светлана Јанкулова, Виолета Јосифова, Милица Гочева, а тука и Верка Коцева, суфлер и гардеробер, со што се заокружува бројот на вработени актери во аматерскиот театар во Кавадарци. Во период од 14 години се подготвени и одиграни 44 драмски текстови, со што нашиот театар учествува на бројни фестивали широм републиката и надвор од неа. Театарот во Кавадарци не би бил она што е без присуството и на Ѓорѓи Делов, Петар Наневски, Виолета Јосифова, Јордан Стојанов, Трајче Тодоров, Ѓоко Тодоров, Светлана Јанкулова, Бранко Филипов, Верка Тасева, Верка Плетварска, Адријана Сепунџиева, Ангел Тотов, Блаже Тодоров, Љупчо Настов, Маријан Шошев, Диме Коцевски, кој денеска е професионален актер и уште многу други. Од директорите кои оставиле свој белег во работата на театарот ќе ги споменеме Илија Каровски, Ристо Бандев, Илија Неделков, Блаже Славев, Богдан Јованов и Владимир Темков. Со својата активност и во минатото и во денес аматерскиот театар во Кавадарци дава голем придонес за популаризација на театарската уметност и голем
придонес во севкупното културно живење во Кавадарци. Настанот не е случен, се додека не се забележи моментот на неговото случување. Како театарски фотограф на вистина уживав, а изложбата сега е токму најдобриот документ за плодната работа на Кавадаречкиот театар, рече Тони Коцев, кој веќе 10 години ја следи работата на театарот. Да се биде театарски фотограф е посебна возбуда, значи да се биде на сцена, а да не си дел од сцената, да се почувствува таа магија на даските што живо значат, да се долови моментот, да се долови флуидот кој што струи меѓу актерите. Значи треба да се биде и документарист, меѓутоа и да се вложи и да се биде креативен доста. Со раскажување на една анегдота од работењето на театарот, присутните ги поздрави актерот Данчо Бањански, кој рековме е еден од иницијаторите за изложбата и ја прогласи истата за отворена. Меѓу присутните главно беа љубители на уметноста и луѓе кои ја почитуваат работата и трудот на Бањански, Ангелов и секако на музеј галерија. Она што успеавме да го забележиме е фактот дека денеска со присуството иницијаторите на изложбата ги почести само нивниот колега Александар Видиков. За жал, меѓу публиката фалеа многумина актери кои се најдоа на фотографиите, како од подалечното минато, така и од поновата историја на Кавадаречкиот театар, кој наскоро ќе го забележи и својот јубилеј.